Добар ден, драги ученици! Доброdoјавте во вашата e-училница за предмет од италијански јазик. Buongiorno e benvenuti a tutti. Јас сум Анита Атанасовска, предметен наставник по италијански јазик и предавам италијански јазик во Основно училиште Кочо Рацин во Куманово. Денеска, драги ученици, ние ќе имаме час да разгледаме глобално и детално разбирање на текстот на тема животната средина. Цели за овој час, драги ученици, се учениците да се запознат со вокабуларот за животната средина, различни еколошки акции кои што се случуваат, кои што ги има во Република Италија. Да го разберат текстот за животната средина, да можат да употребат вокабулар за животната средина, да знаат да прераскажат што се зборува во текстот. Глобално и детално разбирање на текстот на темата животната средина. Како што реков, ова не ученици лекција за овој час во нашата e-училница. Кога зборуваме за животна средина, најпрви да се подсетиме што всушност представува животната средина. На италијански најде ваква дефиниција. L'ambiente significa il luogo, lo spazio fisico, le condizioni biologiche in cui un organismo, uomo, animale, pianta si trova e vive. Во превод ова значи: животната средина значи место, физички простор, биолошки фактори во кои што еден организам, човек, животно, растение се наоѓа и живе. Кога разговараме, ученици, за животната средина, најпрви треба нашето внимание да го фокусираме на два аспекта, односно на две работи, на две полиња. Првото поле е всушност проблемите со кои што се соочува животната средина, а вториот аспект е, ученици, можните решенија за справување со животната средина. Parlando di ambiente è necessario discutere di due aspetti, i problemi e le possibili soluzioni. Зборувајќи за амбиентот, потребно е да дискутираме за два аспекта, како што реков, проблемите и можните решенија. Со кои проблеми се соочува животната средина? Con i quali problemi si possono trovare nell'ambiente? Vediamo. I problemi: tempo secco, le inondazioni, i terremoti, i vulcani, i venti protervi, gli incendi, traffico, inquinamento. Во превод ова, драги ученици, значи суша, поплави, земјотреси, вулкани, силни ветрови, пожари, сообраќај, загадување. Кои се можните решенија? Значи, вториот аспект за кој што ќе дискутираме денески, нашето внимание ќе го насочиме на овој час во училница, е всушност, значи, кои се можните решенија за справување на животната средина. Le possibili soluzioni, можни решенија: riciclaggio, risparmio di acqua, energia eolica, lampadine LED, protezione delle foreste, energia solare, uso della bici, auto elettriche. Во превод ова, драги ученици, значи рециклирање, штедење на вода, ветрена енергија, LED светилки, заштита на шумите, соларна енергија, употреба на велосипеди, електрични автомобили. Тука ви се прикажани слики за рециклирање. Еве овде имаме слика за раколта диференцијата, на италијански е така, во македонски на мајчин јазик значи селектиран отпад. Имаме овдека фрлање, значи, на кутија, значи на хартија, значи таков вид на отпад во овој контейнер. Во наредниот, значи, стакло се селектира, понатаму имаме делови за, значи, материјал, облека, текстил, значи селектирање, на пластика. Ова ви е слика за штедење на вода и соларна енергија. Да го разгледаме текстот. Gli ambienti, gli italiani e l'ambiente. Италијаните и животната средина. Да видиме што всушност кои еколошки акции се случуваат во Република Италија. Сите тие еколошки акции, драги ученици, се преземаат со една цел, значи да се зачува, значи, што по-чиста еколошка, значи, животна средина. Во Италија i parchi nazionali coprono oggi più del 10% del territorio italiano. Во Италија денеска националните паркови покриват повеќе од 10% од италијанската територија. Agriturismo. Passare una vacanza presso un'azienda agricola. Lo scopo era offrire a chi viveva in città
la possibilità di partecipare al lavoro agricolo e di fare un'esperienza nuova. Oggi sono più di 10.000 gli agriturismi. In Italia questo fenomeno è in crescita. Vivere a contatto con la natura e poter mangiare prodotti direttamente coltivati sul posto. В превод ова ученици значи агротуризам, да се помине ден одмор во земјоделското стопанство. Целта беше да се понуди на оној кој што живее во градот можноста да учествува во селската работа и да има ново искуство. Денеска се повеќе од 10.000 агритуризми. Во Италија овој феномен е во пораст, да се живее во контакт со природата и да може да се јадат производи директно произведени на самото место. Тука ви се ставени слики. Ова слика е од Национален парк во Италија, un'azienda agricola, un parco nazionale, un'azienda agricola, земјоделско стопанство, значи каде што директно се произведуваат производи на самото место. И ова е типична слика за регионот Тоскана, значи регионот во кој што се произведуваат типични италијански вина. Да видиме, драги ученици, кои еколошки акции се преземат во Република Италија. In Italia esiste un fenomeno di pulire le spiagge dal petrolio. Ci sono molte le campagne per l'ambiente, di solito organizzate dalle grandi aziende ambientalistiche. Lega Ambiente, Greenpeace, Italia e WWF Italia. Во Италија постои феномен на чистење на плажи од нафта. Тука има многу кампањи за животната средина, вообичаено организирани од големите предпријатија за животната средина Lega Ambiente, Greenpeace Italia, WWF Italia. Овдека ќе разгледаме ученици некои статистички податоци за употребата на велосипеди во Република Италија. Tutti in bici, site na velosipede. Il mezzo di trasporto ideale, ovviamente, la bicicletta. È ecologica, economica, fa bene alla salute. Идеално транспортно средство? Очигледно велосипедот. Еколошки е, економичен, добар е за здравието. In Nord Italia, circa 30% degli italiani dai 14 anni in su la utilizza almeno 2-3 volte alla settimana. In Italia ci sono più di 25 milioni di bici, cioè seconda in Europa. Овдека има, драги ученици, статистичка информација, податок, како што реков, во превод ова се значи. Во Северна Италија, околу 30% од италијаните на 14 години и повеќе го користат барем 2-3 пати неделно. Во Италија има повеќе од 25 милиони велосипеди, што е на второ место во Европа. Dove vanno gli apparecchi elettronici quando non funzionano? Nel mondo è ancora basso il percento di rifiuti tecnologici che finiscono nel riciclo. Sono considerati delle vere bombe екологички. Каде одат електричните апарати кога не работат? Во светот се уште е низок процентот на технолошките отпадоци кои што завршуваат на рециклирање. Се сметаат за вистински биолошки бомби. Grazie molto per la vostra attenzione. Благодарам многу за вашето внимание. Довидување.